Ова е нашиот одговор на сите оние што тврдат дека сме биле клапнати, дека сме биле потиштени и разочарани, дека градоначалниците не можеле да ги прежалат фотелите, дека советниците страдале за паушалите, дека пратениците не можат да ги преболат мандатите. Ова е одговорот на сите оние што ни посакуваат и ни предвидуваат раскол, поделби, распад. Нека не си го лажаат умот. Нека не си создаваат лажни надежи. Таа работа не ја бива. Нека не видат, нека не слушнат и конечно нека разберат. Социјалдемократскиот сојуз денес е бетон партија. Посилна и поединствена од било кога. Цврста и мотивирана како никогаш досега. Затоа што знаеме дека сме на вистинската страна. Затоа што знаеме дека се бориме за правилно, за вистински праведно. Затоа што покажавме и докажавме дека сме спремни да ги жртвуваме и личните и партиските интереси за доброто на народот и за иднината на целата држава. Затоа што СДСМ и Сојузот за иднината станаа последната македонска надеж пред овој потоп, пред оваа елементарна непогода наречена природба. Надеж за промени, за пресврт, за нов почеток, за поинаква, поуспешна, подобра Македонија. Ако сме искрени во она што го говориме, ако на вистина Македонија ни лежи на срце, повеќе од колку било кој личен или партиски интерес, тогаш наша должност и обврска е да направиме се, буквално се што можеме, овие погубни политики час поскоро да бидат поразени и оваа земја да се врати на вистинскиот, на нормалниот колосек. Ако калкулираме, ако политички тактизираме, ако од оваа цел патем се откажеме, тогаш не сме ништо друго, туку ситни политички профитери и соучесници на режимот во разградувањето и уништувањето на оваа земја. Затоа и заради ништо друго, бараме и инсистираме да се одржат предвремени парламентарни избори. Само со нови парламентарни избори може да се обнови уништениот демократски легитимитет на собранието и државните институции. Оваа држава не е приватна собственост на ниту еден поединец и ниту на една партија. Таа му припаѓа на народот и само тој го има правото на слободни и фер демократски избори да одлучи каква власт сака, каква држава сака да има. Во ова историско време, ова е највисокиот национален и државен приоритет. И се друго мора да се стави во функција на остварувањето на оваа цел. Ние локалните избори ќе ги бойкотираме, не затоа што сакаме, туку затоа што мораме. Не затоа што не ни требаат наши градоначалници и наши општини, туку затоа што наше учество на нив, без постигнат договор за предвремени парламентарни избори, ќе значи нов легитимитет за оваа тоталитарна власт. Ќе значи создавање на привид дека се во оваа држава е нормално. Ќе значи дека сме му свртеле грб на целиот народ, дека ќе го разочараме, ќе ги разочараме сите оние илјадници луѓе кои во овие 2 месеци протестираа и маршираа заедно со нас
низ градовите ширум Македонија. Овој силен народен отпор, ова огромна општествена енергија, ова масовна граѓанска подготвеност да се ризикува, да се влезе во битка, не е резултат на револтот кон нивните локални политики, заради нивните раскопани улици и кружни токови, заради нивните скапо платени фонтани и паркови. Точно знаат нашите граѓани кој на кое ниво за што одлучува и за што е одговорен. Важно им е на нашите луѓе во какви општини живеат, но неспоредливо поважно им е, најважно им е во каква држава живеат. Сиот овој народ, кој го прифати нашиот повик и ни се придружи, кој ни ја дава својата поддршка и ни ги довери своите надежи, бара пред се и над се промена на државната политика. Луѓето не сакаат и понатаму да живеат во оваа беда и сиромаштија, со овој криминал и корупција. Не сакаат и понатаму да живеат во страф и подзакани, да бидат секојдневно газени и понижувани, лажени и подценувани. Народот се озва, народот не поддржува, но од нас народот бара промена на централната власт. Бара Груевски неговата камарила, после сите штети што ги направија, конечно да си заминат. И тука половични решенија, тука труни компромиси и ситни пазарења со лични интереси и сопствената совест не може и не сме да има. Кој издржи, кој не, нека му е со среќа. Или си со народот и за народот, или не си. Или си човек со образ, со верба, со морал, или не си. Драги пријатели, бојкотот на локалните избори и враќањето на пратеничките мандати не значи откажување од битка, туку напротив, влегување во најтешката и најважната битка за иднината на оваа земја. Тоа е неизбежната жртва во остварувањето на главната цел – делегитимирање и пораз на овој режим на Никола Груевски. Веќе од утре ќе го интензивираме отпорот ширум целата земја. Тие ќе тераат кампања за локални избори, ние ќе тераме кампања за бојкот на изборите. Не е точно дека граѓаните на 24 март ќе немаат избор. Напротив, на тој ден овој народ ќе го направи најважниот избор. Гласот на секој човек кој нема да излезе на гласачките места, нема да биде пропаднат глас, туку глас даден за највредното, за најскапото нешто, за доброто на своето семејство, за иднината на своите деца и својата држава. Драги сопартици, почитувани коалициони партнери, битката продолжува. Дека ќе биде тешко, ќе биде. Дека на крајот ќе победиме, ве убедувам, ве уверувам, ќе победиме. Драги пријатели, дозволете на крајот нешто сосема лично. Во изминатиот период се намножија душебрижници, почнувајќи од самиот Никола Груевски,
па се до секоја шуша муша, на кои се друго во државата им е потамам, сите други проблеми ги решија и единствена грижа и преокупација им е што ќе стане на мајскиот конгрес на СДСМ. Прават анализи, цели експертизи, дали ќе се повлечам, кога ќе се повлечам, како ќе се повлечам. Откако ја спасија Македонија од сите други зла и опасности, сега решија да ја спасуваат и неа и СДСМ од мене. Ги слушам, ги гледам и им се чудам. 20 години со мене се расправаат, со мене се фрустрираат, од мене се комплексираат и пак ништо не научија. Сакам јасно да им порачам, господа, и до мај, и по мај, та не бил председател на СДСМ, од мене за вас спас нема. Јас од оваа битка не се откажувам. До кога? До крај, до колесна победа.